На коленици, вака лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски пред да го започне своето обраќање попладнево пред Штипјани, ја изрази својата длабока почит кон, како што вели, синовите на Македонија кои се родиле или работеле во Штип. Александров, генералот Апостолски, поетот Шопов, првиот премиер на независна Македонија Клюсев, првиот министер за внатрешни работи Мијалков, првиот председател на независна Македонија Глигоров, Делчев, Груев. Иако скромноста не ми дозволува да мерам било што со големината на нивното дело, одлучноста што денес ја гледам во вашите лица ми дава надеж дека во најмала рака можеме да бидеме нивни достојни наследници и ништо повеќе и ништо помалку. Да бидеме нивни достојни наследници. А како ќе бидеме, почитувани мои? Ќе бидеме единствено доколку се бориме за Македонија со чиста мисла, со срце и со мудрост. Ке беше белким полесно и за Клюсев и Глигоров, доколку се согласеа на се што бараше нашиот јужен сосед во 90-тите. Но тие тоа не го направија, а не го направија затоа што не дозволија да ја видат сопствената држава понижена, омаловажена и урнисана. Остри критички тонови лидерот на ВМРО ДПМН не ги изоставија да не ги упати на адреса на неговиот опонент, лидерот на СДСМ и премиер на македонската влада Зоран Заев. За Христовски, под завесата дека македонските граѓани ќе мора да го дадат својот влог за подобра иднина на земјата и идните генерации со менување на името на државата, е само обична лага. Се изгледа дека не е до големината на влогот и жртвата која постојано СДСМ бара да ја направиме. Туку е до неспособноста на луѓето кои ја водат оваа партија и во моментов за жал ја водат и нашата татковина. И тоа не ме чуди. Кога пак било поинаку со нив? Кога било поинаку? Но единствено што ме чуди, морам да бидам искрен, е одлучноста со која по не знам кој пат СДСМ и таком безната и не повикува сите нас на скок во неа заедно со нив. Тоа задоволство нема да им го дозволиме. Имаме право на борба до последен здив. Ова е битката на нашата генерација за спас на татковината. На 30 септември слушајте го срцето и постапете како што вели разумот. Изнесувајќи го ставот на ВМРО ДПМН, Мицковски ги повика Штипјани на 30 септември да решат самостојно, без било каков притисок од страна. Пред присутните зборуваше и председателот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Штип, Иван Јорданов. Денес се наоѓаме во Штип, градот кој што представува лулка на идејата за создавање на современа просперитетна Македонија. Денес во Штип чекориме по патеките по кои во минатото чекореа сите оние кои имаа само една мисла да бидеме своји на своето. Затоа е многу важно по која патека ќе продолжиме да чекориме. Пред говорот, лидерот на ВМРО ДПМН Христовски, неговите сопартијци и граѓани го одржаа протестниот марш низ улиците во централното градско подрачје на Штип.